Кратко и ясно, браво! За кочанската торта, волшебна торта, која подсеќа на звуците што излегуваат од пијаното. Навистина прекрасно кажано. Поздрав за мобилност Кочани, а за тортата од мобилност Каладарци, вкусна, нежна и лесна како пеперутка, како што се вика писаната торта. Мобилност Каладарци. Тоа што се вели за радовишката торта. Екзотичен вкус на Европреми Ореви, која подсетува многу на љубов. Така е. А за, еве што вели жири комисијата за тортата од Гевгерија, богата со вкусови, која ќе ги задоволи и најпребитливите вкусови. Така е. За тортата од Велес се вели вака, може да биде подарок за првата љубов заносна и страстна. Љубов и торта, оба рака под рака, супер. А за кумановските, за моите кумановки, жените вели вака, за љубов, среќа и разбирање. Значи торта, за љубов, среќа и разбирање, но на Тино и Ракелка по повод 22 годишнината од нивниот брак. Апол за Тино и Ракелка и за мобилност Куманово. Тортата од Тичево има следно објаснување од страна на жири комисијата. Волшебна како приказна, сладка како детски соништа и околна како детска преградка. Пичевчанки од мобилност Тичево оваа торта ја подаруваат на една Јана. Еден аплодис молам. А од мобилност Светово и Гостивар свежа и вкусна како свежо бричен маш. Леле! Значи свежа и вкусна како свежо бричен маш, кој се употребува во Сион. Многу убаво објаснување. Епа да ви кажам, во доверба, пред да дојдам на оваа манифестација, се избричам. Значи оваа торта личи на мен. Многу ви благодарам. И конечно за последната торта, 13-тата, или првата од оваа страна, за мобилност Битола, се вели нај-хасат торта, отсека на првиот пакнеш. Кога беше тоа за оваа? Ете тоа, аплодис за учесници на 15-тата тортијада. И сега, драги мои, додосме до најважниот миг. Да видиме кои се добитниците на трите награди. Во музичкиот дел ќе видиме манифестацијата 18 музички свети на листа со телесен инвалидитет на Македонија во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија. Наградите се ги врачи првиот човек на Мобилност Македонија, Бразимир Јовановски, значи председателот, а жири комисијата во состав Васко Пиличев, професор по гитара во музичкото училиште Боро Джони, Роберт Ѓорѓиев, уредник во радио Струница Нет и Александар Михајлов од Велико Трново, Република Бугарија, да ги поздравиме со еден аплодис, директор. И тие во доверба ми кажаа дека имале исклучително тешка задача да ги одберат трите најубави песни, односно тројцата најквалитетни изведувачи, но мораа да донесат одлука. Па така, одиме со третото место. Третото место е 1000 денари, одат во рацете на Трајче Лазаров од Кавадарци. Трајче Лазаров од Кавадарци. Трето место и 1000 денари, појете Трајче Лазаров, честитки за третата награда. Убаво е да се добие награда од рацете на еден поранешен олимписки шампион. Така е. Одиме со второто место. Второто место го добиваат двајца. Томче Најдовски и Димчо Димитровски од Мобилност Битола, кои испеа на прекрасна песна Розо моја.
Честитки за второ наградените. Дечко! И наистина, тешка била задачата, но за първото место сите троjiца членови на жури комисията биле едногласни и озвучиле първото место да патува најдалеку што може, за Велико Търново. Първо место Кристиян Григоров от Велико Търново, Република България. 3000 денари. Честито! И сега се разбира како стои редот и честитаме на победниците на наградите и како стои редот победникот повторно се ни запее. Кристиян Григоров, повели! И тук дека да јас можам да се одделам, ние можеме и понатаму да се дружиме, останува да се надеваме дека сите ќе бидеме здрави и живи и дека до година ќе се видиме на истото место. До тогаш, драги мои, довидување!